Многу нерешени прашања и проблеми во сите сфери од живеењето ја очекуваат новата влада уште од првиот ден. Дупки за покривање има многу и оваа влада можеби ја има најтешката задача досега. Уште не седнати, министрите и премиерот ги очекуваат жешки столови. Очекувањата од нив се големи и на нив тие мора да одговорат многу побрзо отколку што досега го правеа. Но што е тоа што според граѓаните тие на нивната работна маса треба да го стават најпрво? По социјалните проблеми, проблемите во што се заодуваме, ние со етничките групи, проблемите со невработеноста, и тоа политичките проблеми. Прво, вработувањето треба за младите. За нас пензионерите да не качат малку пензијата. Тоа е најпрво. Образованието не е решено. Не знаат што да направат со образованието. Невработеност. Голем проблем. И ред други работи. Болница, протести, производни погони, здравство плюс COVID-19, економија, образование. Се повеќе невработени, протести против поскапа струја, неизвесен откуп на грозје и уште долг список ургентни проблеми. Од каде владата треба да почне, но овој пат според експертите. Поглед на фактот што навистина има голем број на економски предизвици, поврзани со самата криза предизвикана од пандемијата, оваа влада која што е нели во најава треба да сериозно да се зафати со решавање на голем број на крупни економски проблеми, меѓутоа она што е битно поврзани со кризата, меѓутоа она што е битно е тоа дека македонската економија имаше системски проблеми во периодот пред кризата, кои што автоматски нели не се решаваат, туку се кумулираат на сите овие нови проблеми поврзани со самата пандемија, така да едноставно предизвикот ќе биде сериозен. Освен сите овие предизвици, владата треба да го издржи можеби најголемиот притисок за да остане на нозе и работи. Таа ја има досега најмалата поддршка од само 62 пратеници, што за неа е дополнително оптоварување. Дали ова ќе влијае врз нејзината ефикасност? Може да значи дека тоа ќе отежни работата на владата и на парламентот, но и не мора да значи. Од две причини. Ако се успостави подобра координација меѓу пратеничките групи, учеснички во власта, може да ја олесни работата. И се разбира ако се успостави подобра дисциплина внатре-партиска меѓу пратениците и нивната ажурност во доаѓањето на седмиците на парламентот. Тоа е едно. И второ, ќе треба да има подобра координација внатре во владата, условно речено консензуално договарање околу сите витални прашања и околу носењето на законите